Ќе се обидам да објаснам што правите со измените на овој закон. Главна и суштинска измена на овој закон е промена на името на армијата на Република Македонија во армија на Република С Македонија. И сега да ви објаснам. Ние пуштивме во процедура идентичен текст на закон, тука е заменик министерот и потврдува. Без оваа измена. Значи, нашиот предлог беше да не се смени името на државата. Ве молам, ако може. Мислам дека ќе дадам интересни образложенија, прв пат кажани на оваа говорница, ве молам да ме сослушате. Се договорите подоцна. Има време, долга е ноќта. Значи, вчера ви читав во врска со таблата во Министерството за одбрана, ви го читав член 10.б од вашиот преспански договор. Вашиот преспански договор уште еднаш вели дека политичкиот преоден период ќе се однесува на сите документи и материјали во согласно со член 1 став 3 од договорот и така натака и ќе започне да се применува после отварање на поглавието во следните 5 години. Што значи тоа? Името на армијата на Република Македонија не мора да се смени денеска во согласно со вашиот преспански договор. Имате право да одлучите денеска да не го смените името на армијата, заради тоа што обврската што сте ја превземале со преспанскиот договор говори дека во рок од 5 години, ама ако се расправате, тука се свикајте координација. Значи, името на армијата на Република Македонија, според преспанскиот договор, може да се смени, односно ќе мора да се смени најдоцна 5 години после отпочнување на преговорите во поглавието за security, common defense politics и така натака и така натака. Тоа веројатно нема да се случи во наредниве 7 години. Вие денеска брзате. Зошто? Правите штета на државата. Таа алатка, која што е во преспанскиот договор, која што вели дека ние имаме право да ги зачуваме имињата на институциите, на документите, на материјалите под уставното име Република Македонија, е убава алатка доколку има совесни политичари за на тој начин да ја принудиме ние другата страна побрзо да се завршуваат преговорите во секој од поглавијата. Ние вака ги испукуваме куршумите, ја правиме врзна собствената штета и потоа немаме куршум, немаме карта во рака, немаме джокер, како сакате да се изразам да ме разберете, на кого како повеќе му одговара, да бидеме играч на масата кој што ќе влие побрзо да се донесе одлука за затварање на поглавја. Значи, вие денеска или утре ќе го смените името на армијата на Република Македонија спротивно на преспанскиот договор, зашто таква обврска се уште според преспанскиот договор не е настаната. Таа ќе настане од почеток на отварање на поглавието за овој сегмент, максимум во рок од 5 години после тоа. Покрај тоа што е против, е спротивно на ова што вие сте го гласали и се чукате во гради и се гордеете. Ви велам, луѓе, вразумете се, немојте да ги трошите и оналка малку оставените можности да влијаеме за побрзо започнување и побрзо затварање на преговорите во секој од поглавијата. Оваа катастрофална грешка ја направивте и во другите сегменти. Ја направивте во земјоделието, ја направивте во труд и социјална политика, ја направивте во финансии, ја направивте во сите сегменти кои што не моравте да ги направите. Значи, не мораше да се сменат свидетелствата на учениците од Република Македонија во Република Северна Македонија. Ниту еден документ во Министерство за земјоделие не мораше да се смени од Република Македонија во Република Северна Македонија. Ниту еден документ, дозвола од Министерство за транспорт и врски не мораше се смени. Вие го кршите преспанскиот договор во корист на Република Грција, дали разбирате? Вие станавте поголеми Грци и од самите Грци. Затоа апелираме до вас.
Немој да гласате за промена на името на армијата на Република Македонија, заради тоа што тоа не мора да го правите. Освен ако не сте под некоја уцена, луѓе. Освен ако нешто не сте добиле за возврат на вистина. Значи, ние ќе имаме обврска како држава, заради вашиот срамен преспански договор, да го смениме името на армијата само кога ќе го отвориме поглавието за овој сегмент. И плюс 5 години од тоа. И ако вие денеска го направите овој погрешен потек, Република Македонија во тој сегмент ќе нема карта во рака да игра за побрзо затварање на тоа поглавје. И исто како што ги потрошивте сите работи, без потреба, удварајќи им се на грците или исплаќајќи си ги долговите спрема грците, со промена на имињата, на името на државата во документи, во материјали во кои што според член 10 точка Б од преспанскиот договор не сте морали. Ве молам немојте, јас знам дека многу од вас ве гризе совест. Јас знам дека повторувајќи го тоа северна, вие си ја лечите болката што сами си ја имате во душата. Знам дека повикувајќи на нас си ја греете вашата совест. Вие знаете дека во историјата ќе останете запишани по име и по презиме. Но ве молам, кога веќе еднаш сте направиле ваква грешка и ваква штета, имате изговор пред вашите најблиски пријатели од југот. Не мора нас да ни се правдате, ние сме ви нели непријатели. Ние сме ви непријатели, грците ви се пријатели. Не морате да го смените името на државата според вашиот преспански договор. Имате рок од најмалце 5 години од денеска. Не морате да го смените името на армијата на Република Македонија. Ако го смените името на армијата на Република Македонија, кој што направивте во другите сегменти, ќе одземете карти од рака на секоја следна надворешна политика македонска да влие побрзо да се затвараат поглавјата. Затоа, почитувани колеги, бар оние кои што се поплакале и пожалиле дека не мило гласале за името Северна Македонија, а не се малце такви. Ве молам, само еден глас од вас 80 треба да не гласа за промена на името на армијата на Република Македонија и тоа нема да се промени. И ќе имате оправдување според преспанскиот договор. Само еден. Да не ве именувам. Има тука дел од вас кој што навистина се обидувам лично да ве почитувам и да ве разберам. И сме разговарале. И сте ми кажале дека не ви било мило, ви било жално. Неколку се само пратениците кои што без смисла и со гордост го гласа тоа. Вас ве молам, ве гледам со очи, нема да ве спомнам со име. Знаете кого ве гледам. Еден само да се одважи. Еден пратеник да се одважи. Армијата на Република Македонија, повторно ви велам, во согласно со вашиот преспански договор, ќе продолжи да се вика армија на Република Македонија. Немојте тоа да го правите. Нема никаква потреба. Имате изговор, најмалце 5 години. Еден. Благодарам.